Водичи, ние сме директно засегнати со овој нов закон кој што неодамна беше донесен, бидејќи ние сме дел од туристичкиот систем, а Охрид како најголем и најзначаен туристички град, односно туристичко место во Република Македонија, трпи големи загуби, значи има последиците се далекосежни. Едноставно од понеделник до сабота да работите, а во недела да одмарате, тоа никаде го нема, ниту во една туристичка дестинација. И она што сакаме да го истакнеме е тоа што со тоа трпи охридскиот и македонскиот туристички производ. Повеќе не може да се нарече комплексен, не може да се нарече целосен, значи веќе се извитоперува и се разјадува јадрото на нашиот туристички производ, кој што е составен од еден голема плејада на различни услуги и различни чинители кои што го градат тој систем. Се соочуваме со проблеми, во недела буквално не можеме да создадеме една програма која што би ја понудиле на нашите клиенти. Едноставно не можеме исто така да добиеме фидбек од оние кои што не ангажираат, туристичките агенции затворени се. Ако треба нешто дополнително да се, некоја услуга да се купи од страна на нашите клиенти туристи и да ги опатиме во туристичка агенција, туристичките агенции се затворени, продавниците се затворени, занаетчиите се затворени, најмногу трпат оние кои што се да речеме трговци поединци, кои што се компании, луѓе составени од еден или двајца. Пак од друга страна во нашиот регион не се ни размислува на едно вакво законско решение, една Албанија, една Грција, една Бугарија, Србија, Косово, Хрватска, тие одат и дотаму да даваат и одредени дополнителни бенефиции на сите чинители кои што се во туризмот.